Колеги, сите што денес сте овде, навистина ви благодарам што дојдовте на ова промоција на првиот дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција во јавниот сектор. Прв во земјата, во регионот, најверојатно и многу пошироко од регионот. Но тоа не е битно, нели? Битно е што дигиталниот асистент навистина прави. За мене ова е еден од проектите кои што го работиме заедно со колегите во кабинетот, кои што навистина сум горд и денеска сум среќен што го правиме. Не е ниту најголемиот по средства кои што ги користиме, но сметам дека ќе биде еден од најбитните за услугите кои што ги даваме за граѓаните и за бизнес секторот. Ада во суштина е материализирање на сето што го збориме и што велиме дека ни е промената која што ни е потребна. Затоа што постојано зборуваме за дигитализација, транспарентност, ефективност и ефикасност во јавниот сектор и еве го продуктот кој што треба да не однесе до тамо. Ада, за разлика од озборувањата дека јавниот сектор не е ефикасен, ќе биде достапна 24/7. Ќе може да обслужува неограничен број на корисници истовремено, во исто време, без чекање и непотребно префрлување од институција во институција и сите ќе добиваат исти информации, што е клучно за да се отстрани просторот за манипулација со истите информации. Но каков резултат е Ада, од каде произлезе? Имаше две клучни работи пред 2 години кога ја почнавме дискусијата за Ада. Првото беше што во тој момент излезе извештајот на State Department за борба со корупција. И во сегментот за борба против корупција стоеше еден дел кој што се однесува на делењето на државната помош и поддршка на инвестиции, во кој што се викаше дека транспарентноста е клучна за сузбивање на појавата на корупција и дека елиминацијата на истата ќе биде императив и треба да биде императив на владата. И денеска, нормално, одговорот го најдовме во дигиталниот асистент, базиран на вештачка интелигенција Ада. Вториот предизвик што беше личен, затоа што како преседавач на Советот за стартап екосистемот, беше како да им помогнеме на нашите домашни компании да вистина покажат тоа што го знаат. И вториот резултат е, да, Ада е креирана од домашна стартап компанија, Codewell, со кој навистина имавме чест да работиме и ова не го кажувам само декларативно. Соработката со нив за мене е веројатно најзначајна од целиот свој процес на креирање на Ада. Тоа е потврда дека нашите деца можат и знаат, а за нив се надевам дека е порака дека сме тука и дека и во нивната татковина имаат шанса да се покажат. Денеска со нас тука се Мартин, Фросина, Дурата, Зојче и Нино. А другиот дел од тимот кој што работеше на апликацијата, знам дека се во канцеларија и се грижи дека се ќе помине денеска во најдобар ред. Фала, дечки, навистина сум горд на тоа што го направивте за вашата држава. Ада е креација на Фросина и Дурата, кои работеа на целиот контент или содржина и сите сценарија кои Ада ги нуди, која патем во моментов може да одговори на повеќе од 260 прашања и секако продолжува да учи и понатаму. Но за техничките карактеристики ќе го повикам Нино да презентира кои се техничките способности и услуги кои Ада навистина ги нуди. Нино, повели. Инвеститорот во суштина ги има сите информации, добива документ, службена белешка, да ја наречеме, и за целиот процес, добил целосен извештај за неговите можности,
a колегите кои што работат на инвестиции добиваат информација како да стапат во контакт со тие кои што стапиле во контакт со Ана. Во суштина стапуваат директно во контакт и веќе гледаат дали е сериозна потенцијалната инвестиција за да продолжат понатаму. Или во овој момент се активира така наречениот one-stop shop. Нема идење по институции, затоа што се знае точно кој ќе го контактира инвеститорот, затоа што по добиената информација. Со АДА, кажавме и претходно, се автоматизираат над 80% од интеракциите за корисниците и секако, освен заштитата на ресурси, за мене најбитна е транспарентната комуникација со тие кои што се потенцијални заинтересирани за инвестиција. И ова е само прв исчекор, Нино кажа, сакавме да го пилотираме во еден сегмент, кој што вообичаено е најозборуван, но е прв чекор и веќе на една претходна владина седница кажавме дека АДА ќе сакаме да ја интегрираме во други институции кои што даваат услуги кон граѓаните. Секако, сите чекори кои што веќе се опфатени институција, тоа е Фондот за иновации и технолошки развој, технолошки индустријски развојните зони, Агенцијата за странски инвестиции и кабинетот на заменик председател на влада задолжен за економски прашања се едни, но сметам дека наредно ќе треба кај сите други. Ја гледам тука директорката на Царина, каде знам дека веќе се започнати доста со подготовка за дигитализација, така да АДА ќе можеме да ја насочиме, а секако со министерот за информатичко општество сметам дека е одлична алатка за порталот e-услуги, наместо граѓаните да идат и да бараат кои услуги се дигитализирани, АДА ќе одговори и ќе ги води како да најлесно стигнат. И навистина сметам дека АДА ќе биде лесно достапна за сите, во секое време. АДА gov.mk е сајтот на кој што може директно да се отиде, да се скенира кодот и да се почне веќе со комуникација. А секако таа ќе биде достапна, како што рековме, на вебсајтовите на ФИТЕРа, на ТИРС, на СИПИ и владините сајтови кај што тоа ќе биде одлучено. Валјда ќе го видиме сега QR кодот. И да, од овој момент АДА е официјално лансирана. Можеме да ја скенираме и да почнеме да комуницираме. Еве, јас ќе се обидам прв да бидам, да го скенирам кодот, па да видам дали функционира. Вика АДА gov.mk, chat with АДА, ќе отворам на Viber, да почнам да ја комуницирам и ќе ја прашам едно тешко прашање. Фатио тамо, види. Ќе ја прашам дали ќе ме препознае како заменик председател на владата подобен за инвестиции. Не, јас сум сигурен дека не, но еве ќе ја пишам на албански. Јам завендас криоминистри, амунта апликој, дали кажувам дека сум вице-премиерот, дали може да аплицирам? Па не е покачена. Интересно е што имам иста плата. Замисли. Да, вика, јас сум АДА, дигитален асистент и тука сум да ви помогнам и понатаму ме води, најверојатно нема да ме препознае дека сум вице-премиерот и ќе може соодветно, ако ги исполнувам условите, да добијам, ако не, нема да добијам. Благодарам.